Пред нас можеби е мала, но не техничка измена на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и позиционирањата по ова прашање ќе покаже вредносна ориентираност по однос на системската неправда која што се прави со моменталниот систем на придонеси од задолжително социјално осигурување. А со ова ќе се отвори прашање за тоа дали системот, дали ние ќе премолчиме и ќе останеме слепи кон систем кој што ја наградува и ја поттикнува нееднаквоста, или ќе направиме чекор понатаму кон нејзино елиминирање. Накратко да ви го објаснам проблемот кој што создава системска неправда во однос на тоа како се пресметуваат придонесите за задолжително социјално осигурување. Именно во сегашната форма законот предвидува максимален износ на основица по која што ќе се пресметаат придонесите за задолжително социјално осигурување, и оваа максимална основица е одредена како 16 просечни плати. Тоа некаде ви доаѓа околу 16-17 евра. Подолу ќе видите во конкретни примери дека ова не се имагинарни бројки и не се недостижни бројки, напротив. Но проблемот е што работниците со минимални придонеси и плати плаќаат придонеси за секој денар што ќе го заработат. Во исто време, лица со екстремно високи плати плаќаат придонеси само на одреден лимит, пошто нивниот доход практично излегува од системот на социјалната солидарност, впрочем, принцип на кој што е и формиран пензиско-инвалидскиот фонд. Ова не е само што значи дека системот не е пропорционален, туку системот на вака одредени плаќања на придонеси на плата не е ни рамен, туку тој е екстремно регресивен. Верувајте ми, да бидеме конкретни, да земеме пример на лица со плата од 300.000 евра, например, месечно. Тие плаќаат придонеси некаде околу 16-17.000, придонеси на околу 16-17.000 евра. Остатокот од тоа овој систем го исфрла надвор, односно не плаќаат придонеси за тој остаток. За да видиме дека овие бројки од 300.000 евра месечна плата не се фиктивни, доволно е да ги погледнеме податоците за топ 3 плати, онолку колку што се објавени од Управата за јавни приходи за лани, а тоа се топ 3 плати изнесуваат дури 700.000 евра месечна плата, од која топ 1 е 320.000 евра месечна плата. Сега вие замислите разликата помеѓу таков приход и просечен работник е дури 800 минимални плати, или еден просечен работник треба да работи 5,5 години работен век само за да заработи една месечна плата на овој што се наоѓа во топ 1 во Република Македонија, кој што прима плата од 325.000 евра. Еден работник со просечна плата плаќа околу 300 евра придонеси, од тоа нето му остануваат околу 700 евра. Овој кој што е во топ 1 со плата од 325.000 евра, плаќа придонеси околу 5.000 евра и му остануваат 288.000 евра. Како што може да видите, разликата во придонеси е многу мала, 4.000 евра, а разликата во нето доход е огромна, 300 пати е поголема на овој со просечна плата. И пошто сега на оваа седница гласаме оправданоста за една ваква интервенција во законот, најмалку има два суштински оправдани елементи зошто ние треба понатаму да одиме во расправа за овој закон. Имено,
Паралелно со ова знаеме дека пензискиот фонд е во критична состојба, односно има хронична криза, така да се каже. Речиси 1/3 од пензиите се исплаќаат од буџетот, а не од придонесите кои што овој закон ги регулира. Во 2026 година ние со буџетот направивме трансфер кон пензискиот фонд дури од 1 милиарда евра. Тоа значи дека сите граѓани, и оние најсиромашните, и оние со минимална плата, го финансираат, го субвенционираат овој фонд, но оние кои што примаат плати многу големи, значи тие воопшто не учествуваат во финансирање на голем дел од својот доход во овој систем. Со тоа се нарушува солидарноста, принципот на солидарноста врз кој е замислен да функционира овој систем. И затоа тоа имено е во криза. И со промена со бришење на практично максималниот износ на кој се пресметуваат придонесите за плата, ние ќе имаме многу повеќе пари во пензискиот фонд од придонеси на плата, наместо да го финансираме преку буџетот на Република Македонија. Друга работа зашто е оправдано ние да го гурнеме во понатамошна процедура овој предлог е тоа дека социјалната нееднаквост кај нас се движи во екстреми. Имено околу 73% од работниците земаат подпросечна плата, а дури 200.000 луѓе живеат со помалку од 30.000 денари. Тоа се семејствата кои не може да ја покријат минималната кошница која изнесува повеќе од 2,5 минимални плати. Додека во исто време имаме приходи од 800 минимални плати месечно. Ова не само што создава дополнителни нееднаквости на и онака нееднаквото наше општество, ова го нарушува и принципот на солидарност на кој што е фундиран пензиско-инвалидскиот фонд. Од тука, ова законско решение, овој предлог, не само што нема да предизвика дополнителни финансиски импликации, негативни, напротив, доколку ние го тргнеме, го прифатиме овој предлог и со тоа да се тргне максималниот однос на пресметување на придонеси, ние ќе придонесеме за поголем импакт на придонесите во пензискиот и инвалидскиот фонд на Република Македонија, а со тоа ќе го намалиме и притисокот врз буџетот, од кој што сега дури 1/3 од овој фонд се финансира од централниот буџет. Благодарам.